Во фер и мирна атмосфера гласаа македонските граѓани на изборите за градоначалници и советници. Изборниот ден помина без посериозни нерегуларности, а надлежните институции внимателно го следеа целиот процес. На неколкуте места каде што бил нарушен јавниот ред и мир, било реагирано навреме со цел да се обезбеди непречено гласање. Регистрирани биле 29 прекини во трајање од 15 до 30 минути кои настанале најчесто поради технички проблеми со уредите за идентификација. Истите во најкус рок биле решени и се продолжило согласањето. Најголемиот дел од нив се случиле во Тетово и Охрид. Пријавени се вкупно 91 настан на територија на Македонија, од кои најголемиот дел се однесуваат на агитирање и можен подкуп, а дел на фотографирање на гласачкото ливче, лепење плакати и упатени закани. По превземени мерки, за 42 од пријавените случаи постапките се завршени, а во најголем број истите наоди не се потврдени. Од основното јавно обвинителство вела дека бројката за сторени кривични дела направени во текот на избирачкиот процес во Македонија е мал и дека обвинителствата веќе превземаат действија за нивно целосно испитување. Регистрирани биле неколку случаи за наводен подкуп и влијание врз гласачите. Основното јавно обвинителство велес презема действија за испитување на наводи за подкуп при избори и гласање против две лица во селото Согле, општина Чашка. Обвинителството во Крива Паланка исто така испитува наводи за подкуп на гласачи. Ојо Скопје е известено од МВР за две задржани лица на гласачко место во општина Чаир, кои одбивале да се легитимираат, како и за две фотографирања на гласачко ливче во Газибава. Оценка дека изборите беа фер, слободни и демократски стигна од сите политички партии. СДСМ и ДУИ посочија само неколку изолирани случаи за кои најавија дека институционално ќе реагираат. Забелешките ќе ги разгледува Државната изборна комисија.